Се почесто забораваме на важните животни лекции. Мислиме дека единственото мерило за успех е материјалното. Мораме многу почесто да правиме баланс помеѓу приватното и работата. Фамилијата, фамилиарните вредности, негувањето на добри навики се клучни за градењето на личност во животот. Денес имам чест да разговарам со еден човек кој што навистина ги има исполнето сите овие норми и продолжува да гази цврсто напред кон успехот, а тоа е мојот денешен гостин, господинот Цефер. Како си? Благодарам, одличен. Добре дојавте во нашава институција. Баш ми е мило што сумете гостин тука кај тебе. Не можам да не заприметам на влез кога влегував сликата што ја видов. Така зрачи со некоја си топлина. Дали може малку околу тоа? Затоа претпоставам дека тоа е вашиот дедо и тоа е нешто кое што ме инспирира така да отворам емисијата фамилијата и фамилиарните вредности. Да, тоа е мојот дедо Екрем Цановски, кој што почина 2000 година на само 56-7 годишна возраст. Беше реално прерано некако замина. Тој беше една од личностите една од поважните личности во мојот живот, кој што, знаете, дедо, внук, релација бев прв внук во нашата фамилија. И таа релација секогаш има посебна енергија, знаете. Посебно во делот на образованието, мотивацијата, поддршката во различни работи во кои што јас додека он беше жив се занимавав со спорт и со ред други работи. Навистина ми недостига тој човек и беше една од вака да речам, најклучните личности за она што денеска практично, без разлика што не е меѓу нас, и она што денеска ние сме и она што денеска го правиме, сето тоа е базирано на едни вредности кои што се потекнуваат најпрвин од дома. Затоа кога зборуваме ние овде, викаме дека образованието е важно, дека школото е важно, меѓутоа најважно се дома и домашното воспитување, кое што е, да не речам, едно од најважните моменти за успех на луѓето или насоката која што луѓето може да ја превземат во нивниот живот. Многу добро срочено со овој одговор ми одговори на 4-5 прашања кои што ми беа планирани. Но еве сакам да те прашам, дали има некој совет можеби од дедот ти што ти останал, што тебе те мотивира и те движи напред во текот на твојот живот? Се искрено не очекував дека ќе почнете вака емисијата со дедови, малце емотивно, бидејќи оваа фотографија која што ја гледате овде, ја добив 2005-та и ќе ви кажам и ден денеска кога го зборувам тоа, некако емотивно многу бев поврзан со таа личност. Ова ми е поклон од сестра ми и од зетот за кога дипломирав 2005 година. И дипломирав на нашиот универзитет практично, бев студент на државен универзитет, на правен факултет и после тоа дозавршив овде кај нас друг факултет, односно економски. На државен студирав правен, овде економски. Мојот ментор, кој што ја подготвувавме дипломската работа, ми закажа некаде, како беше, крај на почеток на јули да ја одбранам тезата. Ја бидејќи полем дел од фамилијата ми беа во Струга, викам дали може, имаме едно оделение во Струга, покрај езеро, дали може таму да ја одбранам тезата и менторот и професорите нема ништо против. Другата недела ми се јавува, вика, слушај, Сефер, ја морам да заминам. Уште порано, дали може на 10 јуни да биде одбраната? Викам, добро, професоре, нека биде така, ја идам Струга на 9-ти, се подготвувам, сабелината ги пречекувам професорите, некаде околу 12 часот беше одбраната закажана. И како доаѓа татко ми, од Скопје сите доаѓаат гости, вика, знаеш што, денеска е годишнина од смртта на деда ти. Ја некако на тој момент заборавив дека се совпаѓа тој ден.
И практично кога ја бранев дипломската на аудиториумот, на амфитеатарот, кај што држев позади стаклото, односно позади бината кај што бев, се гробиштата кај што дедо ми почива. Тоа се гледа позади. Така. И некако сите тие работи во тој момент ми се склопија, кога ми ја доделуваат завршната диплома, дека кога го поминав тој процес, ми беше искрено многу тешко ради овој момент. Во прв ред седеа баба ми, моите родители, роднини, имаше околу 150 луѓе во амфитеатар. Јас одржав еден говор кој што беше наменет за дедо ми, бидејќи се погоди точно на 5 годишнината, да планиравме и да темпиравме, немаше да биде тоа така. Каде што одржав еден говор, едноставно не бев ја тоа, како да беше некој друг присутен во моментот во фала, и гледам сите почнува да плачат мојата фамилија со солзи, и мене нормално ми дојда така, се насолзив емотивно, така да по тој повод, од тој момент сестра ми во негова чест и во чест на моето дипломирање ја добив оваа фотографија која што ми е една од најдрагите работи во не само во институција, а и во мојот живот. Во градењето на добрите навики, во градењето на личноста пред се, велат дека образованието е еден битен фактор. Каков е вашиот став по тоа прашање? Видете, образованието векови наназад играла улогата која што има и ден денеска практично, да пренесе знаење, да креира знаење, да создаде наука и да истражува и ред други работи. Меѓутоа, улогата на образовните институции, на институцијата универзитет, и во минатото многу пати, често пати се трансформирала. Да не речам Оксфорд или Кембридж, и овие на времето се формирале као црковни универзитети, за да после тоа се трансформираат во општествено-социолошки, па еден куп промени од да речам пред 4-5 века, кога биле еден дел од нив формирани, до ден денеска претрпира огромни промени. Она што се случува и во светот и кај нас е практично константни и брзи промени кои што се случуваат, и бидејќи се менува практично во светот, така и универзитетите мора да се најдат своето место во тие промени. И образовните, и образованието, и образовните институции, и образованието во целост. Така да, образованието е многу важен фактор, меѓутоа улогата на образованието во изминатиот период се промени. Знаете, не е само важно да имате диплома, затоа што таа диплома и тоа знаење што се стекнало пред 5, 10, 15 години, денеска не е исто. Пристапот до информации пред 5, 10, 15, 20 години денеска не е ист. Овие генерации сега што доаѓаат, да речем на универзитет, се многу специфични генерации кои што треба посебно внимание према нив, затоа што се генерации кои што се родени во време на интернет. И овие генерации имаат некако поинакви видувања, имаат доста знаење стекнато не само од школа, повеќе од други од каде што се црпат информации, литература, онлайн и сето ред други работи. Меѓутоа, знаете што е учењето и образованието? Ние треба да го практикуваме тоа секојдневно и доживотно. Ние што сакаме да им наметнеме на нашите студенти и идните генерации, на младите, да со тоа што го спомнавме, со дипломирањето не завршиле со учење, со магистрирањето не завршиле со учење. И дека докторират, и тоа викаме не завршувате со учење, затоа што ова е време кај што треба вие секојдневно практично да се дообучувате, да се доинформирате, да бидете во тек со современиот свет, и за тоа е потребна целосна трансформација на нашиот систем за образование во држава, целосна трансформација на академскиот кадар, на професорите во средни и основни училишта, и затоа што ние како мала држава, ние како мала земја, затворена, без излез на море, со ограничени природни ресурси, со мали, ниски примања плати, со голем тренд на оцелување, ние мора да се свестиме дека образованието е една од најклучните столбови на нашата држава и нашата имена. Една од исто не джентлменските одлики кај нас, поготово во ова поднебие,
е зависта, значи луѓето завидуваат на успех, завидуваат на успешните луѓе. Како вие гледате на таа работа? Мислам дека си во право. Ние сме затворена држава, тоа е проблемот, онако кажавме на почеток. Да. Треба се отвориме. Кога ќе се отвориме, ќе видиме дека светот функционира, има еден диверзитет прекрасен, кој што на тој начин функционира светот. Еве, не мора до Истанбул отидете, ќе видите колку сте мали. Само слетете на аеродром и ќе видите огромен град кој што нема крај, 20 милионски град, 80 милионска држава, со толку различности ќе сватите колку сте мали и еден мал дел од светот. Дали вреди кога сме еден мал дел од светот, дали вреди тоа да го трошиме на лична завист или љубомора и одредени карактеристики кои што се случуваат, е токму од нашата затвореност. Ако ние се отвориме према светот, мислам дека многу работи ќе се променат. Ние работиме како високообразовна институција во таа насока и нашата стратегија и практично имаме од неколку странски земји студенти. Меѓутоа, например, Софија, Бугарија имаат преку 111 различни држави студенти. Дури имаат и од Северна Кореја, не знам колку студенти, и од афричките земји, Индија, Азија, Латинска Америка. Во Белград може да најдете преку 780 различни земји студенти. Ние во Скопје, во Македонија имаме можеби 4 или 5-6 различни земји. Ние треба се отвориме и као институција, ви кажав, тоа го правиме. Имаме, например, студенти од Конго, од Филипини, од неколку различни држави кои што се различни од нашите, меѓутоа ние треба на тој начин, ако не речеме во еден клас има од 20 различни земји студенти или ученици или соработници, ние ќе бидеме побогати затоа што ќе имаме 20 нови пазари, ќе имаме 20 нови различни култури, ќе имаме 20 нови пријатели кои што се од дел од светот. Така да сметам дека нашата држава е сега во една фаза на трансформација каде што се отвора, треба да се отвори и ќе се отвори затоа што нема избор, мора да бидеме дел од светот, ние не сме мокни самите да функционираме и преживуваме. Мислам дека тоа ќе биде една моментите која што ќе се ова ќе се ублажи оваа форма на појава. Тука некаде ќе го завршам овој прв дел и со вториот дел со своите гости секогаш одам некаде, дали во ресторан, дали во кафанче, така да сакам и со тебе сега да одиме на едно убаво место. Може ли ја да ви предложам нешто? Бидејќи јас не сум многу љубител на одење по ресторани. Добро. Често изминатиот период со короната и со све ова некако не научи да бидеме повеќе дома, да посетуваме повеќе кујната, домашната кујна. Ако не ви е проблем, ја би ја поканил кај мене у двор и сопругата ќе спреми еден турски чај. Одлично. Или турско кафе. И ако не ви е проблем, би ми било чест и задоволство да бидете, ако не ви е проблем да ја промениме ова. Уште подобро. Ваша идеја важи? Уште подобро, ќе ми биде чест и задоволство. Супер, одлично. Се гледаме таму. Се гледаме. Пет работи без кои диже Никифор не може: кафе, 7 портокал, пливање, сноуборд и музика. Малку поинакво издание настрана од градската Бучева, тука некаде во мирниот дом на нашиот гостин, кој што на вистина прекрасно ме изненади. Додовме тука и не пречека едно прекрасно изненадување, а тоа изненадување се вика Сезен. Сезен, hello, and I'm really pleased to meet you. This is a really pleasant surprise. So how are you? Thank you, it's my pleasure. I'm very good, expecting my third daughter and enjoying the period here, of course. Sefer told me that we are gonna come here into your house and that there'll be some surprise, and this is the surprise and it's really pleasant. He said that we are gonna drink some traditional Turkish tea. Yes. This is it? Yes, this is our traditional Turkish tea I would like to offer you. Thank you. We drink every day Turkish tea. This is a must. We start our day with tea, like you start your day with Turkish coffee. Yeah, Actually, that's it. We start the day with Turkish tea and continue with Turkish coffee. Yeah. And it's a must in our culture, in our tradition, and we continue it in our home actually. It's really nice.
the English people have the word gentleman, the Turkish people have the word bey. Bey. Yeah. Yes. So Žarko Bey gonna drink Turkish tea. Yes. Yes, Afiyet olsun. Yeah, thank you. Na Afiyet zdravje. olsun. Yeah, follow you. So I want to ask you a few questions. Yes, please. Is Sefer a gentleman? He is. Yeah? He is indeed. I mean, there is the impression of a Balkan man, Yeah? but I have to say honestly, not because he's my husband. He's really a gentleman. Yeah. Because of his manners, his attitude, outside and inside. Yes. This is very important, I think, and he shows that as much as possible, really. Even he's busy, even he has a tough program every day, he let me feel very valuable, I have to say honestly. Yeah, that's... And I'm very lucky that he has so many daughters. Yeah? They are lucky to have such a father. Tell me, what's the meaning of the word gentleman for you, or bey, maybe? First of all, a man with very good manners, who knows how to treat women especially, and to be polite, to be kind, to be helpful. As I said, also at home, he's very, very helpful and he's very thoughtful, and this is very important, I think. And the most important thing what a woman needs actually is to feel safe and valuable. Yeah. And if a gentleman can let feel a woman like that, he has That's it. full points. Yeah, that's it. Unofficially, he told me that you are a mix of German and Turkish. Yes. Yeah, something like that. And he said to me in a joke, when she came to my life, my house was a little bit messy. She came to my life and everything is by the order. White shirts, yellow shirts, yeah, blue shirts and something like that. So he was really messy, or he was just joking? He was, I have to say honestly, Yeah. he was, but not too much. Yeah. Yes, I was born in Germany, I grew up, I studied there. Originally I'm Turkish, so I grew up with both cultures. And I'm very lucky for that, really, because the German, you know, they are very disciplined, clean, and that's Yes. why Sefer was mentioning that at home, cleanness, discipline is important for me, and I show that in our daily life actually Yeah. also. It's easier like that. When he opens his wardrobe, Yeah. it's everything in order. He doesn't have to search for it. It's much easier to live like that. Yeah. And he got used to that, really. And I think he's happy with the new order. Yeah, that's really nice, and I'm happy to hear that German discipline. I'd like to joke and say. So tell me, German, Turkish, and now you're married to Macedonian. Yes. How do you like Macedonia? I feel very good here. In the beginning, of course, I had some difficulties, like a little bit of culture shock. I didn't have anybody here when I came. Yeah. No friends. I just knew Sefer and nobody else. And then in the beginning it was not easy, but the Macedonian people, they welcomed me very nice. I have to say honestly. Everybody tried to help me to get used to the Macedonian life. Sefer and me, we met each other in Istanbul. I was working there in a very big holding, and I left my whole life behind for him. And when I came, of course, he was my everything. He's still my everything, but really, as he was the only person who I know here, I got used to Macedonia with him and with Kaan and Kaya, his kids. Yeah. They were my only and best friends when I came, and I'm happy to have them in my life. That's a really nice story. True gentlemen will do anything for love, like Sefer did. So tell me, how do you find Macedonian men to be gentlemen? Are they gentlemen enough or not? In general. In general, what I saw until now, I
wish that Macedonian people are helping more their wives, their partners. This I would suggest to the Macedonian people. Really, the Macedonian women, they are very strong. Yeah. They are doing everything at home. They are working. They are very beautiful. It's not easy. I just would wish to Macedonian men that they are sharing the responsibilities at home with their partners, and to, how can I say, that the woman is really feeling that she is the queen and Yes, of course. More valuable. And it's a good message, така да македонци слушнавте што треба да направите за да ги направите вашите жени среќни. Не заборавајте, жената е вашата кралица, но и вие мора да бидете нејзин крал. А сега ние ќе продолжиме со моето школо за џентлмени, ќе ви дадеме уште неколку корисни совети како се трасира патот кон џентлменството и потоа ќе продолжиме со мојот денешен гостин, а тоа е Сефер. Семејството е сложен систем и сите членови во него се меѓусебно поврзани на различни начини и зависни еден од друг. Тој систем е во постојано менување поради фактори кои се надвор од системот, но и поради индивидуалните промени на членовите внатре во системот. Системот е функционален онолку колку што тој може да се прилагоди на промените, да изнаоѓа нови и креативни решенија и секој пат одново да се враќа во состојба на равнотежа. Секое семејство има свое темпо на функционирање, свои уникатни карактеристики и свои потреби, различни од потребите на секое друго семејство. Дали знаете дека семејствата во просек заедно поминуваат само 8 часа неделно? За време на викендот ситуацијата е малку подобра, а родителите и децата заедно поминуваат 2 часа и 20 минути. Но, дури и кога се заедно, 7 од 10 родители велат дека тоа време го минуваат во тишина, пред телевизорот, компјутерот или читајки нешто, бидејќи едноставно се премногу уморни за да зборуваат, покажуваат резултатите од едно истражување кое го пронајдовме. Резултатите покажале дека децата заминуваат во посета на своите баби и дедовци само 6 пати годишно, што им пречи на родителите. Имено дури 65% од нив открија дека за време на празниците планираат да ги остават децата кај бабите и дедовците со цел заедно да поминат одредено време. Дури половина од родителите открија дека единственото време кое навистина го поминуваат заедно е за време на празниците, далеку од обврските кои ги чекаат дома. Интересно е дека половина од испитаниците годишниот одмор го земаат најмногу за да бидат заедно со своите деца. Родителите премногу време поминуваат на работа, децата во училиште и градинка, а потоа ги извршуваат вообичаените активности или си играат со своите врсници. Посетите на бабите и дедовците, како и на останатите членови на семејството, се сведуваат само на специјални прилики или меѓу активностите за време на викендот. Главни причини поради кои со семејството не поминувате доволно време се следните. Премногу работите, кога сте дома децата се во училиште, децата често гледаат телевизија, често играат компјутерски игри, децата се во години кога веќе не сакаат да поминуваат време со вас, децата се надвор и си играат со пријателите, времето пред спиење го минуваат учејки, поминуваат време на разни спортски и други активности. Едно треба да запаметите. Фамилијата е најважна. Некои велат дека домот е чувство, некои велат дека домот е место, но како и да е, човек без дом е изгубен дом. Човекот кој што заборава од каде што доаѓа, тој никогаш немал ни дом. Така велат мудрите изреки, а ние сме тука за да ве потсетиме на тоа. Така и мојот денешен гостин ме донесе во својот дом, не прими како екипа тука и како прекрасно изненадување неговата сопруга ни подготви еден традиционален турски чај, како што имавте можност да видите, вкусот беше одличен. Сакам да те прашам, дали сметаш дека домот е чувство или домот е место? Домот како дом мора да биде место каде што ние ќе ги полниме батериите. Домот треба да биде место каде што ќе го најдеме сопствениот мир. Ако дома не ви е убаво и ако дома не сте, што викаме ние, раат, не можете никаде на друг место да бидете, да имате мир и да бидете добри. Значи, ако дома не ви е добро, вашата работа, вашите надворешни активности нема да бидат сјајни. Така да домот за мене
е една дефиниција која што е суштинска, многу важна. Во едно време кај што се соочуваме со преголеми стресови, обврски, место каде што секогаш човек мора да го најде сопствениот мир и место кое што треба да едноставно креираш поголемите работи ги креираш кога си дома, кога си по-сталовен, по-смирен, по-одморен, кога си со своите најблиски. Бидејќи животот е долг, меѓутоа животот е краток, меѓутоа и животот е долг, знаете, зависи како гледате, од која страна го гледате. Сметам дека поминување време со семејството, со фамилијата е многу значајно и за себе, меѓутоа и за децата, и за брашниот сопатник, и за родителите, и за себе. Сметам дека домот е најважното нешто во ова денешница, овој свет кој што го живееме. Велат дека позади секој успешен маж стои уште поуспешна жена. Колку сметаш дека партнерот има улога во градењето на кариерата, добрите навики и џентлменските манири? Партнерот е некој со кого легнувате и станувате, најблискиот човек до вас. Деца ќе пораснат, ќе отидат лево десно, ќе се мажат, пак останувате со партнерот. Родители лево десно, пак останувате, најблискиот човек до вас е партнерот. За мене партнерот е многу важен дел од мојот живот. Човек со кого може да споделиш, да разделиш, да направиш, да креираш и од повеќе аспекти. Јас сум да не речам еве со Сезен 5 години сега во брак, 5 години заедно и едноставно од кога ја запознав некако како да ми се промени животот на подобро. И од тој аспект мислам дека да, не само позади успешен маж дека стои позади успешна жена, туку тоа е на симбиоза, на поврзаност која што е меѓусебна, тоа оди меѓусебно, тоа не може некој да биде плюс или минус, повеќе или помалку, него тоа оди баш онака реципрочно, каде што еден со друг тоа е партнерски однос. Тоа е во тој дел сум јас благодарен што имам особа со која што можам да ги споделувам и да живеам заедно. Наравоучение, негувајте ги вашите партнери затоа што тие ни се. А викаат дека и позади нервозна жена стои маж кој што појма нема што направил. Тоа често знае да се случи, поготово тука на овие простори. Видете, да, новија простори, сега секој човек е различен. Да. Секоја приказна е различна, секој брак тоа бара давање, бара одземање, знаете како, рековме реципроцитет. Меѓутоа, и многу е важно, едно е почит, да имате кон самите себе, кон партнерот, да имате разбирање за одредени моменти, ситуации во кога викате енергијата нема да биде ваква или таква. Во ситуации кога имате недоразбирање или проблем, да тоа се решава на достоинствен начин, на начин на кој што ќе се изразува преку базисната работа треба биде љубов и разбирање и почит. Значи тоа се три работи што ние ги практикуваме и еве фала му на Господ до сега не сме имали некои такви, да не речам, балкански работи во нашиот брак и се надевам дека така ќе продолжи. Многу е важно, знаете, бидејќи ние дома е домашното школо е многу важно за развојот на децата, сопствените деца. Ние имаме сега, ја го чекам моето 5-то дете и е многу важно, вие сте рол модел за нив, и мајка и родител, и мајка и татко. Ние внимаваме многу на тие работи, затоа што сакаме да градиме деца кои што ќе растат во здрава средина, кои што ќе растат во средина кој што има вредности, кој што има почит, кој што има љубов, кој што има разбирање. Затоа што и претходно кажавме, животот некој го гледа дека е краток и брзо сака да го помине, ама животот за мене е долг и затоа е многу важно со колку го поминуваш. Затоа што ова сепак е емисија нели за џентлмени, а спротивно на џентлмените во позитивна смисла се дамите. Ја видовме вашата прекрасна дама пред малку, говорев со нејзе.
Сакам на младите генерации, затоа што знаеш се губи една самодоверба кога станува збор за освојување на таа дама, пристапот на дамата и така натаму. Како еден джентлмен како Сефер освоил таква дама? Има ли некој рецепт или се случуваат просто работите така затоа што се од Бога пропишани? Јас со Сезен сосема случајно се сретнавме во 20 милионскиот Истанбул, во еден од оние сокаците доле, ако се спуштите испод Таксим према Пера, кога се оди и измеѓу Пера и Таксим има оние некои кафетерии, ресторани и такви работи. Јас само што завршив со една тешка средба, имавме еден состанок, тогаш имавме канцеларија во Бешикташ во Истанбул. И бев со еден мој пријател и една наша вработена. Седнуваме вака као со вас да пиеме кафе и до нас седнува Сезен со уште една пријателка која што исто излезена од работа на кафе. Викам, дали do you speak English? И она вика yes. Викам, okay, I will marry you. И тоа беше мојот прв. И она ме гледа вака и почнува да се смее и почнуваме дискусија, дебата. Се запознаваме. Знаете, тоа е една енергија која се спојувате со некој, тоа не можеш да го планираш, тоа не можеш да го сакаш. Не можеш да го искреираш сега ќе направам тоа и оваа женска ќе освои. Него едноставно тоа беше една спојна енергија. Сезен е особа која што ги чувствува работите, ги чувствува луѓето, може да препознае кој човек е добар, кој човек е лош и тоа го има, таа врлина има кај незе. Веројатно она видела нешто кај мене од тој аспект, за тоа и некако многу брзо ни се одвива тие работи. Едноставно тој процес на запознавање, зближување беше многу брз. Да не речем, на 5 мај се запознавме 2017, на 5 мај 2018 беше нашата свадба, практично на истото место кај што се запознавме. Зависи што вие чувствувате и што сакате. Знаете кога тоа се спои, треба да знаете дека тоа и да не калкулирате, превзема, значи нема калкулација кога се работи, кога видиш дека нешто се споило како што треба, само треба, знаете како, go for it. Кај нас луѓето знаат многу да судат, знаат многу да, иако не ве познаваат, знаат да оговараат, да манипулираат со вашето име. Меѓутоа, мене тоа да имам една мембрана која што се вика семејство и фамилија, тоа е нешто свето и тоа е нешто што мене во животот многу повеќе од било што ми значи. И сите оние такви муавети од надвор кои што се озборуваат или би се озборувале, не допираат до мене и тоа е на исто од искуство, да не речам што сум го изминативе 20 кусур години колку што работам со луѓе, сум го надминал, да не речам сето тоа. Сметаш ли дека има джентлменство во бизнисот во Македонија? Па, мислам, видете, сигурно има. И Македонија е избор на квалитетни луѓе. Имаме ние квалитетни бизнисмени, имаме ние база која што е сериозна. Джентлменството по дефиниција треба да биде нешто што човек кој што работи бизнис треба да биде рол модел за компанијата која што ги представува неговите вработени, меѓутоа треба да има и општествена одговорна позадина, односно да биде и за општеството пример. Во многу случаеви играме, знаеш, ако улоги различни, некој ќе биде добар ваму, меѓутоа дома дома е тотално различно. Или некој ќе биде добар кон општеството, меѓутоа кон вработените е различен. Така да има, меѓутоа не знам сега, јас во ситуација не можам да кажам колку или како и кои се тие. Знам дека оваа наша држава има вредности, има луѓе асални, има од секој аспект, така да само знаете, секогаш пошто сме мала држава, многу ретки се тие случаи кои што можат да излезат на површина. И таа маса, критичка маса која што имаме, помала и гласот е помал. Да речеме некоја поголема држава, секоја да има критичка маса, има тој глас, например, кога имате земја од 10 милиони, тоа да има 20% критичка маса, тоа се 2 милиони народ. Така не. А кај нас во милиони пол 2, таа критичка маса ако е 10%, тоа се 100-200 илјади луѓе и тоа не е тоа. Тоа многу потешко излегува на површина. Меѓутоа да, има нашава држава квалитетни луѓе од кои што може да се учи.
и повозрастни и помлади. И тука некаде пред крај сакам последното прашање да го почнам со една француска мисла, тоест на Едит Пиаф вика je ne regrette rien, не жалам за минатото, не жалам за поминатото. Во смисла не се каам. Се кае ли Сефер за нешто и знае ли кога ќе сгреши да исправи таа грешка? Види, ја ќе ти се надоврзам со една изрека на Конфуција, кој што вика вака: мудрост може да научите од три начини. Едното е со учење, кое што е најблагородно. Второто е со копирање или препишување, кое што е најлесно. И третото е со искуство, кое што е најгорчливо. Искуството, кое што го поминуваме, треба да иде на школа, кое што да не направи подобри. Секоја грешка е, да, во моментот лош момент, меѓутоа секоја грешка е плюс за секој човек. Ако ја научи грешката, ако ја прифати, како што кажавме, ако ја прифатите реалноста, ако прифатите дека сте направиле грешка и да тоа не се повтори утре. Да. За мене грешка е грешка ако се направи два пати, ако се повтори два пати. Така да грешките се исто дел од нераздвојив дел од животот и нераздвојив дел од она што го правиме, дали приватно или професионално. Ти благодарам многу, навистина многу добри муабети, ти благодарам што не угости и тука и на универзитетот. Се надевам дека ќе си го продолжиме муабетов и позади камери. Ми беше задоволство, ја ви благодарам вам и на вашата продукција, на дечките што прифативте да дојдете во една ваква атмосфера помирна во дворот на нашиот дом, затоа што сакаме и на крајот денот ние пракаме пораки со нашето учество. Ми сметам дека пратиме неколку пораки кон младите, кон иднината на наша држава, затоа што она што ја го работам, образованието, мора да го планирате минимум 10-15 години долгорочно. И во тој аспект ви благодарам и вам што ми дозволивте да бидам дел од вашата емисија. А големите мистерии на Елисеите велат, вклучувајќи го овој цел муавет за искуството, дека ако умреш пред да умреш, нема да треба да умреш од кога ќе умреш. Размислете за што станува збор. Однесувајте се кон другите онака како што сакате тие да се однесуваат кон вас, без разлика на потеклото и статусот. Верувајте, тоа е навистина за почит. А за повеќе мудри совети, нормално следете го Gentleman магазин на македонската телевизија.